Скринингот на дојка е национална програма на Министерството за здравство, што беше започната уште во 2015 година, но беше прекината во време на ковид пандемијата од објективни причини, со оглед на неизвестноста од пандемијата. И од 1 ноември оваа година, 2022 година, продолжува всушност националниот организиран скрининг за рано откривање на ракот на дојката. Што всушност значи тоа? Тоа значи дека ракот го откриваме во најраната фаза, кога можноста за третман е многу подобра и прогнозата за пациентот е добра. Значи и државата истовремено штеди на скапите лекови и на хемотерапеутиците, зрачната терапија и така натаму. Скринингот на дојка почна од 1 ноември со нова програма за скрининг, програма за борба против карцином на дојка, со оглед дека овој пат се изведува во 14 здравствени институции низ државата, го читаат 7 субспецијалисти по дијагностика на дојка, радиолози, кои што имаат искуство во читање на вакви скрининг мамографии, и се изведува кај таргет популација, значи целната популација ни е од 45 до 69 години, за разлика од минатата програма, каде што беше од 50 до 69. Причината зошто е опфатена помладата популација е бидејќи веќе карциномот на дојка се јавува и кај пораната возраст, значи пред 50-та година, иако просечното највисоко јавување на карцином на дојка е од прилика од 50 до 55-та година.